е мало нервозен. И има зошто да бидете нервозен. Да ве подсетам само дека вие сте единствен што изгубивте во третата изборна единица. А докази да имаме. И воопшто не ми е страв да зборам за било што. Ако мислите дека зборам само тук, отворете ги видеата, ќе видите дека ги зборев и во избори, ги зборев и после избори, и пред избори, секогаш ќе ги зборам, не од оваа говорница само. Фирмата се вика Laricom Impex. И не станува збор за 9000 денари, почитуван Николовски, туку од 4 милиони вкупни приходи во 18-та, фирмата рипнува на речи си 15 милиони приходи во 2019-та. Нето добивката од пола милион денари е зголемена на над 6 милиони денари или зголемување за повеќе од 1200%. Еве, овде имате се напишано, не 9000 денари. И знаете што? Вашиот брат, таму е собственик. Еве го, гледате? Илија Николовски. Тој е вашиот брат. А дали е се тоа чисто како што вие кажувате и тука, како држите деметигашки говор, ова е Парагон блокче, каса прими од фирмата на вашиот брат. Можете да видите и по печатот овде доле, можете да видите и по сумата. И за ова нема фискална сметка. И за ова ќе си одговарате. Немој да се секирате. Пошто друг пат вака кој ќе излезете, еден другарски совет да ви дадам, немојте толку жестро да зборите и да се нервирате на говорница, кога сте криви и кога лажете. И само за македонската јавност, ова е каса прими број 2198. Што би се рекло дека од почетокот на годинава над 2100 луѓе, односно близу 2200 луѓе си направили уплата на каса прими без фискализација и сосема јасно ни станува зошто Љупчо се откажува од дневници за шарада во јавноста, бидејќи со сите овие провизии, со целиот овој криминал, па вие заработувате неколку кратно стотици пати повеќе од вашата дневница. И добро е замајувате јавноста. Ама не слушнав ни еднаш да одговорите за тоа што директно ме прашав. Си државте политички говори. Да, добар говор. За на митинг одличен. Но ова е каса прими од фирмата каде што вашиот брат е собственик. 2200 луѓе уплаќаат пари без фискализација. И пазете, во исто време вие сте вице-премиер за борба против корупцијата. Па вие сте најголемиот корупционер во државата. Единствен поголем од вас е вашиот шеф, по чии што наредби постапувате. Страф ни било да кажеме, не сме знаеле каде да видиме. Господине Николовски, значи ќе одговарате за се тоа, немој да се секирате. Благодарам, немам дополнително прашање.